вечер, Атанаси. Слушила и се на майка му, иначе денеска се фатени на дело. Добро вечер. Емисија со Лесно Буревесник на М телевизија. Јас сум вашиот водител Зоран Буревесник Божиновски. Вечерва ви подготвив интересна тема. По повод вчерашното газење на македонското знаме и газењето на Македонија од страна на индоктринирани платеници, кои врска немаат со нормалниот живот, врска немаат со нормалните луѓе, со оние со кои секојдневно ги делиме истите маки и проблеми со албанците наши сограѓани, вечерва подготвив тема. Кои се индоктринаторите, кои се организаторите на нередите синоќа, кои со месеци наназад ги најавуваат, поради болното заминување во опозиција. Али Ахмети е главниот индоктринатор, Муса Џафери е до него, Артан Груби и Бујар Османи се веднаш под нив. По тој повод, оваа вечерашна епизода од серијалот со Лесно Буревесник ја посветувам на покојниот аналитичар, интелектуалец, разузнавач, приватен детектив и македонец Александар Диневски Динка. Тој е еден од оние осумина за кои во далечната 1989 година се слушна кога тогашниот републички подсекретар Јован Трпеновски донесе решение за суспендирање во МВР. Сите до еден беа носители на значајни работни и политички функции во рамките на полицијата. На удар на тогашната репресивна политика на последната комунистичка влада во Република Македонија се најдоа Павле Трајанов, Слободан Богоевски, Гроздан Цветковски, Беџет Беџети, Јован Чамински, Станое Богоев, Миле Илиевски и Александар Диневски Динка. Ниту таа комунистичка тајна полиција, ама ниту оваа денешна квази-демократска и нереформирана македонска и подоцнежната северно-македонска тајна полиција не го оставија на раат Динка. Го прогонуваа него, татко му, брат му и синот. Сите се мртви во распон од 5 години, брутално прогонети од комунистичкото квазидемократско полициско полустројство. Диневски пред да замине од овој свет, знаејќи дека јас го обезбедив во Белград збирното кодошко досие на Али Ахмети, Муса Џафери, Фазли Велиу и Гъзи Мострени, подработен наслов Ибар Мама Вујко и Стрелец, во аманет ми ја остави анализата на нивните досиеа. Беше со кревко здравје, па ми рече, кога ќе заминам од овој свет, објави го ова, нека знае Македонија. Оваа кодошка четворка прво качена на македонските планини во 2001 година под фирма која имаше работен наслов Ослободителна народна армија, на крај беше симната од таму после капитулацијата на СДСМ и ДПМНЕ под работен наслов Охридски рамковен договор. Во копродукција со ЕУ и НАТО формираа трговска фирма викана Демократска унија за интеграција. Тоа е единствената фирма партија на албанците која во својот назив нема албански префикс. Она е формирана во Белград. Формирањето на штабот на ООН и раководењето со нејзиното воено крило било извршено под директна контрола на српските тајни служби. На основачкиот состанок, одржан во стан во близина на Цирих, Швајцарија, од осумина присутни албански емигранти, најмалку двајца биле соработници на српската служба за безбедност, чии псевдоними биле Ибар и Вујко, и двајцата од Македонија. Ибар и Вујко уште во почетокот на 80-тите години соработувале со поранешните југословенски тајни служби, а тоа продолжило и во времето на Слободан Милошевиќ.
За потребите на тие служби, низ Европа и низ светот, пронаоѓале албански екстремисти, безбедносно интересни за службата, ги лоцирале, дојавувале каде се, па службата се испраќала своји убици кои ги ликвидирале. Али Ахмети, Муса Џафери, Фазли Велиу и Гази Мострени имаат многу албанска крв на својата нечиста совест. Многу албански глави низ светот паднале после нивното кодошење. Четирните збирни досиеа кои ги доставив до разузнавачи во Македонија беа фрлени во еден двор на професорот Тетово, беа доставени и до Комисијата за лустрација, ама ДПМН и ДУИ ги прогласија за фалсификат во име на квалитетната профитерска коалиција која им траеше до 2017 година, кога ДУИ го замени ДПМН со СДС. Од она што се чита од досието ИБР, произлегува според документите дека истовремено соработувал и со албанската и со екс-југословенската, подосна со српската тајна служба. За ова знаеле и припадници од македонската служба за безбедност, кои наместо лустрација му предложиле во средината на 90-те години продолжување на неговиот ангажман. ИБР е псевдонимот на Али Ахмети. Неговото досие, соработничко досие под псевдонимот ИБР, содржи поголем број документи класифицирани како државна или службена тајна, строго доверливо, шифрирани пораки, службени белешки, известувања, специјални информации, патна исправа на името Александар Антич, исплати на пари. Документите има штембили и печати од некогашниот Сојузен СВР на Југославија, Републичкото МВР на Србија и Службата за државна безбедност, Ресорот за државна безбедност на Косово, Службата за информирање и документација на Сојузниот секретаријат за надворешни работи и биле наменети за лично информирање на членовите на некогашниот Сојузен совет за заштита на уставниот поредок, а некои од нив и лично од Слободан Милошевиќ. Али Ахмети и кликата околу и под него мразат албанци. Албанец за нив е нешто долно, понижувачко. Не случајно во бомбите кои ги емитуваше Заев, на едно место се слуша гласот на Муса Џафери, па се вели: ако сакаш, цитирам, ако сакаш албанец да те почитува, треба да му ја ебеш мајката. Инаку, една друга бомба Зоран Заев никогаш не ја објави. Му служеше и денес му служи за директна уцена на Али Ахмети. Во таа бомба се слуша гласот на Али Ахмети, како го пцуе пророкот Мухамед. Заев знае, ама знае и Ахмети дека таа аудиобомба, ако види светлост на денот и биде емитувана јавно, тој лично и комплетното раководство на ДУИ ќе бидат згазени, како што синоќа беше згазено македонското знаме, ама ќе бидат и полиени со бензин и ќе бидат запалени. Екс-југословенската тајна служба и подосна српската го врбувале Али Ахмети после еден илегален престој во Албанија, пошто се согласил на соработка со нив. Разговорите биле водени во просториите на службата за државна безбедност на Банјица во Белград. Евидентирани се во службена белешка заведена под број 01/2, строго доверливо број 234/03. ИБР или Али Ахмети се соочил со сознанија, факти и докази на представниците на службата за неговите активности и подготвената кривична пријава, што му повлекувала казна од идни 10 години затвор во казнено-поправниот дом во Ниш. Службата располагала и со компрометирачки материјали дека бил педофил. Во текот на неговите активности на Универзитетот во Приштина во 1981 година Али Ахмети собирал доброволни прилози наводно за борбата за Република Косово, но тие пари ги трошел за своји лични задоволства, не споиви со идејата Косово да стане република. Па службата го соочила
Не само со документите, туку и со компрометирачките материјали. Станувало збор за материјали со кои се потврдувале неговите хомосексуални и педофилски склоности. За да не заглави 10 години затвор во Ниш, ама и да не бидат објавени овие компрометирачки материјали, Ахмети се согласил на соработка. Добил символична затворска казна, со која добил голем углед во средините за чии активности била заинтересирана службата. Таму, меѓу албанци од диаспората, се фалел дека издржал комунистички затвор и никому не попуштил. Постигнали договор со службата да ги уништат компрометирачките материјали, ама го измамиле, па ги задржале, за да си го играат и во иднина. Ахмети, Џафери, Велију и Острени на екс-југословенската и српската служба редовно им доставувале информации за лица кои биле интересни за службата. Така се ликвидирани браќата Јусуф и Бардош Гервала и нивниот пријател и соработник Кадри Зека. Редовно ги кодошеле своите сопартици интересни за тајната полиција, меѓу нив Азиз Полажани, Ризван Сулемани, Хаз Билика и Хисни Шакири. Службата Али Ахмети си го нарекувала машиновозач, оти имал хомосексуални склоности и многу влечал во однос на оперативните активности. Многу бил плоден во соработката. Ибар Вујко, Мама и Стрелец помогнале службата со посебен план и со оперативна акција да формира група чија задача била основање на голем број ривалски и меѓусебно спротивставени емигрантски организации, што службата за државна безбедност ги држала под контрола. Меѓу нив се групите Легалитет, Народно движење за Косово, како и Народно движење за Република Косово, што било формирано во 1982 година во Германија. По своите активности Али Ахмети или Ибр доставувал податоци до службата за Кадри Весели, за Џавид Халитај, Рамуш Харадинај, за Агим Чеку, за Јакуб Красничи, за Азем Сулја Викандаја, Вујко Нахашим Тачи, за Хидает Исени, Рам Буја, Бардулј Махмути, Емруш Џемаили, а стапил во контакт и со тогашниот председател на косовската влада во екзил Бујар Букоши. Од него, по наговор на Ибар биле префрлани средства од фондот за Косово, главно на приватни сметки на Вујко, Фазли Велију, па двајцата превземале 230.000 германски марки и 180.000 швајцарски франци. Средствата службата за државна безбедност преку Ибар и Вујко ги насочила за реализација на оперативниот план за акција позната како партнер. Вкупната продукција на соработникот Али Ахмети под името Ибар е драгоцена за успешно следење и пресекување на непријателски активности на албанските терористички групи во Швајцарија, Германија и во Белгија. Али Ахмети викан Ибар, контактите со врските на службата за државна безбедност и предавањето на материјалите најчесто ги остварувал во Крањ, Словенија, во објект на службата за државна безбедност на словенечкото МВР. Ибар кодошел и за состанокот на група албански емигранти одржан во Швајцарија, кога бил оформуван главниот штаб на ОВК, па на службата потоа и рапортирал. На состанокот, одржан во еден стан во близина на Цирих, присуствуваме јас, Вујко, Џавид Халити, Гафур Елшани, Сейди Геци, Бардулј Махмути и Халил Селими. За овој извештај Али Ахмети добил 7.000 швајцарски франци, си ги поделиле со Фазли Велију. Ама, многу подоцна, откако Косово станува независна држава, лидерите на ОВК и функционерите на државата Косово дознале за кодошите на српската служба Али Ахмети, Муса Џафери, Фазли Велију и Гзим Острени. Па никогаш не сакале нивната српска формација ослободителна
Народна армија да се поврзува со ОВК. Не сакаат да имаат никакви допирни точки со нив. Не сакаат косовските државни функционери ниту соработка и допирни точки со фирмата партија која произлезе од ОНА, Башкими Демократик Перинтегрим или Демократска унија за интеграција. И денес, секој нормален албанец од Македонија, Албанија и Косово, како и комплетната албанска диаспора, не сака да има допирни точки со нив заради нивната прополициска соработничка улога. Им наседнуваат главно млади луѓе, како и платеници, гладни за леп без мотика. Почитувани гледачи, ова беше вечерашното издание на емисијата Со лесно буревесник, своевиден омаш посветен на мојот драг пријател Александар Диневски Динка. Имајте пријатна вечер.